الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Спомнавме основните работи во претходното дружење, основни работи кои го расипуваат постот. Од јадење, пиење, интимен однос, како и намерно повраќање. Овие се они основни работи кои го расипват постот на еден постач, но го расипват ако свесно го направи тоа. Значи, прво, свесно, не од заборов. Исто ако го направи, знаејќи за тој пропис, знаеј дека ова работа го расипи постот. Па ако го направи, му се расипи постот. И трета работа, ако е своја волја, ако не е присилен во нештово. Овие се три работи, ако се исполне, тогаш неговиот пост е расипан. И затоа ќе објасниме овие три едно по едно. Првиот услов е човекот да знае дека дотичната работа го расипува постот. Ако не знај за прописот, тогаш постот не му е расипан. Велит Аллах субханаху ва та'ала: Раббана ла туахидна ин насина ау ахта'на. Господару наш, не казнување ако заборавиме, ако направиме некоја работа од заборав, од незнаење, или ако сгрешиме. Па Аллах Азза ва Џелле во Сахих Муслим се пренесува дека велит кога човек ја проучи оваа дова, вели Аллах Азза ва Џелле, веќе го сторив тоа. Значи, не ве казнувам ако направите нешто од забораено, од незнаење и ненамерно. Затоа, браќа, ако постачот направи нешто што го расипува постот, а не знаел дека тоа го расипува, неговиот пост останува исправен. Не му се расипи и не треби да го напостит. И свеедно, дали човек не знаел за шеријатски пропис, како на пример да мисли дека одредена работа не го расипи постот. Има човек, не знае за свека работа, па мисли дека некоја дотична работа не го расипи постот. Како што е намерно повраштање. Намерно напред да поврати, тама не знаел дека ове го расипи постот, тогаш неговиот пост не е расипан. Затоа што го направил, а не знаел. И ове од милоста на Аллах Азза ва Џел, што му опрости на неговите робови за оне што ќе го направи не знаејки. Не знаеле за неговиот пропис. И без разлика, дали ќе го направи теот што не знаеле состојбата, не знаеле неговото време. Што се случи, например, да јаиш, ако си негде напоти, и да мислиш дека е веќе или не е влезено имсак. И ти да јаиш до подолго време, а уствари е влезено имсак. После ти имат кажано некој дека
влезе имсак, влезе сабав, а ти веќе си јадел во забрането време. Па дали веќе ти се расипал постот или не? Постот не ти е расипан, зашто не си зноел за времето. Си продолжи со твојот пост. Доказ за овој хадитот во Сахих Бухари и Муслим, од Ади бин Хатим ради Аллаху анху дека рекол: кога беше објавен куранскиот ајет во суратул Бекара, јадете и пијте се додека не бидете во можност да го разликувате белилото од црнилото. Тогаш овој асхаб Ади ибн Хатим, од што не знаел за овој пропис, земал два конци, црн конец и бел конец, и ги ставил под неговиот јастек. И ги гледал све до сабајле, све додека не почнел да ја разликуваат бел од црн конец. Мислел дека вака е прописот. А сигурно за да можеш во темница да разликуваш бел од црн конец, дека теја ќе биде ти ще влезено веќе сабав. Значи тој јадел до време од сабав и после теја. Сабајлето го известил на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем што направил. Па му рекол Мухамед алейхи салам: твојата перница навистина е широка и голема. Што значи ти ако еш со овија пропис има да јаеш до скоро пред да излезе сонцено. Ма не е овија тој пропис што се мисли во курански ајет. Туку Мухамед салаллаху алейхи ва селем му рекол: тоа е всушност белината на денот и темнината на ноќта. Кога ќе можеш да ја разликуваш белината и темнината, до тога смеш да јаеш и тога мора да прекиниш. Или оне што ги имаме ние како имсак. Што значи дека овде асхабов не го знаел прописот или го сватил погрешно. Па Мухамед салаллаху алейхи ва селем му го објаснил прописот и што е битно не му наредил да го напусти тој ден. Што значи не е одговорен за оне што го направил од незноење. Се пренесува во Сахих Бухари од Есма бинт Абу Бекр ради Аллаху анха дека рекла: во една прилика почнале да ифтираат со Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем во еден многу облачен ден. Немале сад да гледаат кога бегат или кога е акшам, гледале према сонцево. Но еден ден, облачен ден, мислеле дека сонцето заминало, дека влегло акшам, па почнале да ифтираат, се додека по едно време не се појавило сонцето на крајот. Што значи уште не било влезено акшам, а тие веќе расипале и ифтирале. Па кога вишле дека сонцево не е зајдено, прекинале и почекале да замини да дојде време од акшам. Но дали го препостиле тој ден? Не. Зошто? Затоа што теа го направиле незноење, ненамерно. Не знаеле дека не е иште влезено времето за акшам, па ифтирале, но Мухамед салаллаху алейхи ва селем не му наредил да го повторат, да го препостат тој ден. Вториот услов е постачот да биде свесен за теа што го прави. Значи, прво е да знајд прописот, а второ е да е свесен. Што значи, ако направи нешто од заборал, тогаш неговиот пост исто така е исправен и не е должен да го напусти, поради веќе куранскиот ајет кој го спомнавме, а исто така Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: мен несие ва хуа саимун фа акала ау шариба фалјутимма саумаху фа иннама ат'амаху Аллаху ва саqa. Вели алейхи салату ва салам: кој ќе заборави додека пости, па ќе јаде или ќе пие, нека го доврши својот пост. Значи нека продолжи да пости, затоа што Аллах го нахранил и го напоил. Што значи, ако направиш некое дело од оние дела што го расипет постот, но си го направил од заборав, си заборел, тогаш не ти смета ништо на твојот пост. И ове исто така е од милоста на возвишениот Аллах азза ва џел. Меѓутоа, ако постачот се сетит дека постит или некој други ќе го подсетит, тога е должен одма да прекине со јадење, не да чека да дојаат
онма да прекини со јадење, дури и оне што го имат во уста морат онма да го исфрлит. И ове спадби во куранскиот ајет: "Таавану алал бирри ват тaqwa", и потпомагајте се во доброчинство и во богобојазливост. Па да го потсетиш некого дека постит е потпомогвење во хаир, во добро и во богобојазливост. Значи, првиот услов е да знајте за прописот. Вториот услов е свесно да го направите, да не е од заборов. И третиот услов е да го направи доброволно, да не е присилен. Да го направи доброволно, да не е присилен. Ако е присилен да направи некое дело што го расифи постот, тогаш неговиот пост е исправен и не е должен да го надомести. Затоа што Аллах Азза ва Џел го отстранил греот и одговорноста за оној што е присилен, како што вели Субханаху ва Таала: "Мен кафара биллахи мин ба'ди иманихи илла мен укриха ва қалбуху мутмаинун бил иман." Вели тој што ќе го негира на Аллах Азза ва Џел откако поверувал во него. Оној што ќе направи куфр и неверство, освен вели тако е принуден на теја. Освен оној кој ќе е принуден, а сорцето му остани цврсто во иман и верување. Значи тоа особа не влегли. Зошто? Затоа што е присилена. Па Аллах Субханаху ва Таала го отстранил греот дури и во случај на изговорено неверство, ако е под присила, па како тек тога за некое дело кое е помало од куфр и од неверство. Како на пример, ако човек го присили на некого да се напие нешто, и ова присилба веќе имат важност, не свекој некој да присили некого. Го присили да јајте или да се напиет во текот на постот, па ако се напиет или јајт, не му се расифит постот, затоа што тоа е под присила. И немат потреба да го напостит, затоа што Аллах Азза ва Џел му е торнал оваа одговорност од милост према неговите робови. Исто така работи кои современи, да речеме, кои не го расифет постот, онни ми се и лек кој се става во око. Вчера спомнахме лек за во нос и рековме дека во основа тоа го расипува течноста што влегува во носот, го расипува постот, затоа што стигнува во внатрешноста. А додека капки што се фоллеат во око, теа не го расифит постот. Дури и мој да осети некош некаква горчина, но не го расипува постот, зашто не влегли ништо во неговата внатрешност. Оне што не го расифит пост, исто така е некој лек што се става на рана од твоето тело. Било каква рана, ако ставиш лек на него, исто така не се расифит постот. Оне што не го расифит постот е исто така вкусвење на храна. Човек или жена да вкусит храна без да голтат. Оне што не го расифит постот е исто така користење на мисвак. Не само што не го расипува постот, туку и суннет на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да користит мисвак и воопшто не му сметат на неговиот пост. Од овде исламски учењаци велат дека исто така не сметат човек да мие зоби со паста. Со теа што е подобро да го остави за навечер, зашто паста има многу јака материја и многу лесно мој да голтнит. Затоа велат исламски учењаци поубаво да ја остави пастава за навечер, кога мој да ја користит. Мухамед алейхиссалату ва селам вели за мисваков да не му отежнев на мојот уммет, че му наредев да користит мисвак пред секој намаз. Ове од вредноста на мисвакот и на овија ибадет. Оне што му исто така дозволено, зашто се опитвит, е дозволено му е на постачот да направи нешто што му олесвит во голема жештина. Овдека влегвит и некои што имаат проблеми со шеќер. И многу често мој да постит, ама многу му се сушит устава. Па опитае дали мој да ја плакнит устава почесто заради овија проблем.
Па така да исламски учењаци вели дека нема никаков проблем човек да се ладит или пак и да е плакни неговата уста, посебно овие што имаат проблем со шеќер, Алла да му дај здравје. Значи не е никаков проблем, само што мора да внимава да не голтат. Исто како во земвење на абдес. Од овде слушнато имаме дека многу сметаат или мислат дека копење во Рамазан е забрането. Зошто? Веле дека телово примат вода. А ове бреча не е исправно, зашто ако примат телово таке вода, тога и абдес не ќе смееме да земвиме од текот на Рамазан. И затоа копењево не е никаков проблем, исто како и абдесов, све додека човек се пази да не голтнит вода и слично. Овие се некои работи што постач смеет или не смеет да ја правит во текот на Рамазан. Го моля на возвишениот Аллах Азza wa Jalla да ни даде исправно разбирање во неговата вера, да ни даде искреност и го молиме на Аллах Субханаху ва Таала да ни се одеди во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените, шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.